Појавата на болести, плевели и штетници во растителното производство е зависно од надворешните влијанија, односно климатските услови. Временските услови како и што беа во изминатиот период се погодни за појавата на болести, плевели и штетници во целокупното растително производство. Влажното време и обилните врнежи во изминатиот период предизвикаа појава на пламеница кај виновата лоза. На терен имаме и веќе видливи симптоми, односно видливи надворешни промени од оштетувањата од оваа влага, како кај лозарството, така во градинарството и во овоштарството. Што се однесува до виновата лоза, самите лозари веќе носат оштетувања од пламеница. Пламеницата веќе има и покажано симптоми на заболување и тоа најопасната форма на пламеница, појава на пламеница на ресата или онаму каде што е прецветано на самите гроздови или на бобинките. И тоа е, би рекол, најопасна форма затоа што директно причинуваат штета врз целокупното производство, квалитетот, меѓутоа и врз целокупното производство кај виновата лоза. Симптомите се сива, бела превлака во форма на кристали на самата реса или на самата бобинка, со тоа што таа бела боја ги лажи и мислат дека е пепелница. Меѓутоа станува збор за пламеница и понатаму таа поминува во кафеава боја, црна и одумирање или губење на целиот грост од плодот. Што се однесува за пепелницата, од неа се уште нема видливи симптоми на оштетувања, но според временските услови се очекува дека ќе се појави во најбрз временски период. Стојановски додава дека лозарите треба да се консултираат со луѓе агрономи, кои што ќе им дадат совети со кои препарати да извршат заштита. Покрај системични препарати за одбрана од болеста, треба да се користат и бакарни препарати за сузбивање на пламеницата, додава Стојановски.